Во остварување на уште една хумана мисија. Завршуваме уште една недела од VIP сезоната од изборот на најдобри рецепти. Имавме тројца натпреварувачи, а ви одлучивте победата оваа недела да му припадне на професор доктор Јовица Угриновски и за неговата тајландска супа. 18.000 денари е наградата која што ја добива победникот на неделата, а денеска токму оваа награда ќе замине во рацете на младиот Трајче, кој што има само 8 години, а неодамна беше опериран од страна на професор доктор Угриновски, бидејќи боледува од епилепсија. Трајче има 8 години, е од Прилеп, а токму денеска треба да биде пуштен од болница да се замине дома. Пред да оди дома, мене ќе ми биде баш мило што неговите родители и Трајче ќе ги израдуваме со овие 18.000 денари, бидејќи докторот Угриновски одлучи да ги додели на ова семејство, кое што иако операцијата е веќе за нив и помина успешно, сепак им предстои уште тежок период и им се потребни навистина средства за да и понатака продолжат да набавуваат лекарства за своето дете, односно за 8-годишниот Трајче. Ке се запознаеме со неговиот татко, ке се видиме повторно со професор доктор Јовица Угриновски. За некој момент Трајче ќе биде пуштен и од болницата каде што престојува, бидејќи кажав операцијата е завршена успешно, иако беше многу тешка, а пред да си оди дома, ќе разговараме со неговиот татко и ќе го врачиме овој чек од овие 18.000 денари. Затоа останете со нас и денеска внимателно следете оваа наша нова хумана мисија од VIP сезоната за изборот на најдобри рецепти и внимавајте убаво на кој начин и вие може да помогнете да придонесете за повеќе насметки во ова семејство. Беше Богдан или Боги. Така пријателите ви викаат, ама Боги е скратеното. Така и јас ќе ви се обрекам така. Вика сме пријатели, сега што го познавме со таткото на малиот Трајче. Трајче има само 8 години. Ние раскажавме неговата приказна, неговата сторија преку професор доктор Јовица Угриновски. Гледавме денеска ќе да пуштат од болница. После операцијата која да имаше Трајче, предвидевме да ви изненадиме што да нема поверок од докторот, но пред тоа сакам вие како родител да ми раскажете за целата сторија, целата приказна. Не сме во можност на моментот со Трајче да снимаме, бидејќи си одмара или го спремате за напад. Така, да. Ќе си одиме сега Прилеп. Инаку ќе се однесува до историјава со Трајче. Има две години точно на проблемите со Трајче. Овде ќе да справите во државна болница што приде да помогне колку се могат, не може да ние како родители продолживме да се бараме решение за нашиот проблем. Бевме до Германија, ќе го хаѓа во универзитетската болница, таму беше диагностицирано од каде е нападни тој Трајче. Кога да се вративме овде, едноставно само беше диагностицирано. За операцијата и после разговор со пријатели со кои што го познавале некој добар неплатен хирург, разбравме дека докторот Угриновски е овде како вистина, остваривме контакт и запаѓа во система, се сретнавме, ги разгледа сите документи и од државна болница и од Германија ги разгледа, потоа ни запаѓа операцијата успешно ја изведе докторот, успешна е операцијата, се надеваме се најдобро дека ќе биде со детето. Така, 8 години има Трајче, кажувте дека првите знаци се поведели на 2 години. Вие како родители моли мајката да ја спомнаме, но на се Трајче, како е називна прима? Мај.
Сигурно поминувате низ него. Пример за тешки периоди. Значи, може. Значи, сето тоа премногу кошта, да се каже, мора и тоа. Сепак, и родење во Германија, сето тие се вичен толку многу, како што каже и сами доктор на истостија, и самата овде компетација, финансиски сме речени при крај. Морам да го кажам тоа. Значи, тоа е точно. Ова помош добре вредена ни и на секој со ваков проблем сигурно би била добре вредена. Сега, да искористим ова прилика, малку јас да ми се заблагодарам на докторот, огромна благодарност за докторот, што ја изведе ова операција, неговиот ангажман околу детето, постојаност, грижливост спрема детето по 3-4 пати дневно, исто така на љубезноста на самите вработени, на сестри и на другите доктори што учествуваа во операцијата. А исто така сакам огромна благодарност до самата болница, до нивниот менеджмент, до нив, пошто ни возможија добар попис во принос на операцијата. Низ премрежата, тоа ми беше прашањето кој што со годините поменувавте, од кого добивавте поддршка, пријателите бели за вас? Да, и без пријателите и без фамилијата сигурно немаше да успеме. Имаше ли може моменти кога не бивавте решени и излез од целата оваа ситуација? Моменти, многу разочарување, и сепак не се откажавме. Сега се надеваме дека успеавме конечно. Вел, од колку да ситуацијата лоша, на родителите тешко да го препушти своето дете кога станува збор за здравјето, нели, на докторите, сепак, нели? Сето тоа е еден период, можеби, додека на страв, операција, и така натаму и така натаму. Стравот е тук. Ризико мора да постои и така мораш да го прифатиш за да продолжиш понатаму со лекувањето на детето. Значи, самото предавање на детето, пуштење на операција е травма. И за него, и за нас. Така, кажете дека сега операцијата била успешна. Што сега следува понатака? Борбата предпоставам дека продолжува, веќе се потребни се уште хумани луѓе, хумани наши гледачи кои што може да помогнат, како можеме ние да апелираме преку Апел да придонесеме во уште поголема помош. Моменталната помош најдобра би била се знае, како ние сепак набавуваме и лекарства, не е само операција, набавуваме лекарства од Германија, значи тие коштаат од 250 до 300 евро месечно. Успеваме со помош на пријатели, роднини, најмногу роднини, значи ни помагаат. И така, тоа е помош. Работали ли сте вие заедно со сопругата? Да, работим. Нема како, мора да се работи. Значи мора да се ангажира некој пријател, роднина, за да биде со него, додека ние мораме да заработиме за да ги подмизиме сите трошкови околу него, па баш и другите трошкови, што ги има нормално живот. Кажете дека сте во период кога не сте гледали може би излез, потоа се запознавате со доктор Гриновски, ви кажува дека и тука може да се реши проблемот. Проблемот вака сега. Сено тоа беше голема среќа за вас во тој момент. Огромна среќа што докторот ни беше тука во држава. Што не треба да патуваме во Германија. Тоа е големо малтретирање и за нас пример го даров Германија. И за детето, така. Во која била земја? Тука да е близко, сепак е друга земја, да. Значи и за детето. Значи по првим големо леснување не беше што е тука втора работа. Огромно леснување што овдека е 3 пати поевтино самата операција. Значи кога на да се дома, така. Друго е. Така. Тука е, нема стресови по патишта и тие работи. Така. Значи многу сме задоволни од тука. И се се задоволни на докторот за неговиот ангажман и за успешната операција. Нете ли живо сметка, некој број за донации, како може нашите гледачи да ви помогнат? Живо сметка немamo. Или да ве побараат на некој телефонски број и да споделиме? Може да. Кој е вашиот телефонски број? Број 072 270 919. Ако што е на може кој што сака да споделиме. Ние ќе го јавиме на екран телефонскиот број. Јас сега ова нели од всушност и зашто сме тука е чекот од 18.000 денари. Ова ќе биде еден убав спомен за вас за
од доктор Јовица Огриновски, Канал 5 телевизија, кога треба сега да патувате вечерва кон Прилепи, да одите дома во вашиот топол дом, да ви дадеме еден подарок и да знаете дека во секое време некој мисли на вас. За ова се заслужни нашите гледачи кои што гласа за рецептот на доктор Јовица Огриновски. Не знам дали знаевте дека готви ова? Да, знаевте за Треба тоа? да го пробам. Епа кога ќе одите кај него на гости или кога ќе ви дојдат во Прилеп на гости ќе ви изготви нешто. Ова се сега 18.000 денари од Канал 5 телевизија, од победникот доктор Јовица Огриновски за вас, за вашето мало детенце, за вашата сопруга, колку толку да придонесеме за Добре дојдеме.